Добре дојдовте во реагирам на вашите паранормални случаи парт 2. Конечно, после 3 или 4, после толку време решив да направам парт 2. Океј, значи може да започнеме со вашите паранормални случаи. Почнуваме со првата паранормална случка. Го скршив врато додека правев бекфлип. Те молам не пробувај ако немаш искуство за правење бекфлипи за фриранинг и паркур, гимнастика, што и да било. Гледај чекор по чекор туторијали на YouTube и се надевам дека ќе ти помогне. Исто така може да го гледаш и моето видео тука. Еднаш, другар ми Виктор скроз се понашаше како да е проколнат од демон и многу беше страшно и се уште се плашиме сите. Никогаш нема да е ист после таа вечер. Нехумани крици вадеше и чуден беше. Океј, почнуваме со доста страшна паранормална случка. Еднаш седев дома и гледав како паѓа кесата и потоа се врати од кај што си беше. What the fuck? Еден ден, кога станав, вратата беше со крв, а правосмукалката беше на патото до лицата. А? Слушнав тропање на врата, чекори, врисоци и гребење на врата. Сам бев дома. Леле, многу е крипи да си сам дома и да слушаш такви звуци буквално, мислим на многу пати десен. Јас и другарка ми бевме во собата моја и гледавме хорор и одлучивме на мајтап да спуштиме апликација за духој. И баравме низ соба и не излезе еден количеше на оној што го вози Титаник и го нарековме Титаник. Бомбаст! Кога спијав се отворе вратата бе брат и нешто осеќав дека е некој позади мене. Не. Се надевам дека никој немаше позади тебе. Океј, некој ми има пратено во порака. Бев излезен со другарите и видов во една зграда еден човек како ме гледа од кај прозорецо и ме гледаше многу страшно и баш го снимав, но не знам кај го пратив тоа видео. Ова е вистина, жими се. Ау, така некој брат мене да ме гледа, јас би се усрал. Ова е долго. Еднаш, кога си дојдов од Охрид, му пишав на моите другарки дали сакате да излезиме. Сите рекоа да. Јас и едно чупе, која е од иста улица од кај мене, решивме заедно да одиме во чаршија, бидејќи беше ноќ, а нејзе му е страф од ноќ. Кога отидовме чаршија, видовме глава од човек, но пресечена. Но таа глава не изгледаше како човек, баш и немаше никој. Јас сакав додам да видам што има, но мојата другар не ме пушташе додам, да не ми се случило нешто, таа ми рече да избегаме, но јас му реков само да сликам. Кога избегавме, нашите другарки беа зад нас цело време и не шпионираја, бидејќи сакаја да не уплашат, но ние кога се свртивме, избегавме и нашите другарки се загубија. Не можевме да се најдеме, но кога избегавме, видовме пак некоја косенка, но таа не беше човек, ниту куче, ниту маче, ама јас му звонав на другите чупина да се најдеме кај градинката. Кога се најдовме, му кажавме све, му покажавме сликата, но тие не ни верува, ни велеа, измислувате и оваа слика е монтажа. Не знам што да речам за ова. Океј, слика ми пратила. Да, се гледа. Ке реков дека не гледам ништо, ама се гледа доста. Пишете долу во коментари вие што гледате на сликава. Бидејќи не знам јас точно што е, ама мисли ако не знам дали мисли на тоа што го кажуваше дека е. Страшно. Океј, дечки, значи тоа беше тоа за овој видео. Сам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лайк. Ако не ви се допадна, ставете дизлайк. Субскрибнете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. А до тогаш, поздрав!